Влезете, премиере, влезете, треба да слушате, не треба да бегате. Мене ми е јасно дека оваа опозиција вие ноќна мора, но мора да се соочите со оние последици кои што ги правите како политики. И мене ми е јасно дека овој вашиот предходниот што абдицираше од тронот, барем имаше моменти кога си кажуваше дека политика учел на пазарот во Горни Милановац. Али горе-доле тука седеше. Сега оваа вашава фраер на материја и политика, не знам каде сте ја учеле, треба овека да седите и да одговарате на прашања. Господине премиер, излезете и одговорете и на оваа јавност, на овие граѓани, вклучително и на патениците на СДСМ. Дали со влезот на Алијанса на албанците во водата ќе имаме помала инфлација? Дали ќе имаме пониски цени на рафтовите, во маркетите и на пазарите? Дали со влезот граѓаните ќе имаат поголеми плати? Дали ќе имаме поправна држава? И дали Република Македонија ќе биде барем 5% онаква каква што вие ја ветувате 6 години? Одговорете и на јавноста. Дали, бидејќи во овие ваши византиски игри и комбинаторики, највеќе даваат СДСМ и преходниот партнер алтернатива, а ДУИ не дава ништо од министерства, да речам скоро ич од директори. Дали, господине премиер, расколот во СДСМ е поголем од овој на ДУИ, кој што е барем на очиглед на јавноста? И на крајот, одговорете и на оваа јавност, бидејќи во мачо стил кажувате Зоран Емил Настан, за кој што не сакам да правам политички поени, дека сте му рекле на министерот за здравство да си понесе оставка, а преходно 3 часа веќе сте го трампале и смениле на Пазар 3. Дали, господине премиер, смеете збор да му кажете на министерот за образование, кој што година дена децата наши учат од тетрадки, без учебници, а нели итаме кон Европската Унија, каде што знаењето се цени. И наместо да седите во други простории, станете да ве види сала и одговорете ги овие прашања. Ви го читав експозето пред година дена. Има стенограми. Ке почнам со економските теми, бидејќи доаѓате од финансии, таму бевте заменик министер. Велите оваа година очекувате минимум 5% економски раст со влада предводена од вашата палка. Дали успеавте приближно да имаме 5% раст или двојно помалку од тој кој што го ветувавте во ова собрание кога станавте премиер? Кажавте дека имаме уште повеќе намалена невработеност и излезете и кажете дали е вистина дека на Балканот сме држава со најголема невработеност. Зборувавте дека се многу важни странските инвестиции, Гринфилд, Браунфилд инвестиции, и излезете на оваа говорница и кажете за година дена премиер, дали е вистина дека сме држава со најмалку странски инвестиции на Балканот. Жално е што со Европа повеќе не можеме да се споредуваме. Ветивте од оваа говорница Коридор 8 дека само што не почнал, дека лани летото веќе ќе се работи. Ве прашувам каде се работи и зошто Коридор 8 не е почнат. Велевте патот од Скопје до Тетово па до Гостивар. До каде е премиере, не сте го ни почнале. Велевте дека има целосна гасификација. Дали имаме гасификација? Немаме. За оваа година 63% скративте. Ветувавте Кичево, Охрид дека треба да биде готов во првата година од вашиот мандат. Готов е само кај вас на Фейсбук, а трасата се уште не му е пробиена. Господине премиер, кога ве гласа, ветивте 1000 километри патишта во 37 општини, така ви стои во експозето, а кај вас на интернет гледам 370. Визуелни, графички изработени, одличен пиар, граѓаните прашуваат каде сте. Вие сте премиер на оваа влада, вие сте одговорен и вие треба да ги дадете овие одговори. Немојте
со флоскулите и со тезите дека правите европска коалиција, европска опција, а ќе се испотепате за министерски места. Тоа во штаб на СДСМ може би ви мине, на говорница и во собрание не ви мине. И немојте да набедувате дека некој е антиевропски, а вие сте европски, и пак ќе ви повторам. Вие сте европски, господине премиер, и прозападен, ама владата која што ја предводите купува газ од фирми блиски до Лебедев по двојно поскапа цена од онаа која што можете да купите од Макпетрол, а ние сме биле антиевропски. Вие сте проевропски, ама на разни битанги, хоштаплери и шпиони им давате државјанства, а ние сме биле антиевропски. Затоа ќе ве молам, политиката интерпартиска си е ваша, немојте никого да жигосувате за работи за кои што и тоа како има простор да ви се врати и да се работи. Имаме најниско ниво на доверба во Европската Унија за жал до сега. Знаете ли зошто? Затоа што за јавноста на телевизија символ за Европска Унија се Бојан Маричич и Артан Груби. Со Бојан Маричич и Артан Груби европска опција нема, господине премиере, и она кое што е најтрагично за Социјалдемократскиот сојуз е тоа што во последната анкета покрај тоа што 72% сметаат дека има во погрешна насока, на прашањето дали во Македонија има демократија, 61% рекле дека Македонија не е демократска држава. Во 2017, кога дојдовте на власт, само 37% велеле дека Македонија не е демократска држава. И наместо 37% да намалите на 7%, вие сте зголемили на 61%, и тоа е најголемиот неуспех на Социјалдемократскиот сојуз во овие 6 години владење. За Европската Унија, вие, господине премиер, не можете да ги убедите оние пратеници, подпредседатели на вашиот најголем коалиционен партнер, а очекувате да убедите други пратеници или јавноста, или граѓаните кои што секој ден се полошо и полошо живеат, колку вие повеќе измислувате, толку тие повеќе не може да го наполнат основната кошница прехранбена. И на крајот имам порака и прашање до почитуваните колеги од Алијанса за албанците. Почитувани, сметам дека многу ефтино се продавате. Моментално во Македонија е власт која што нема парламентарно мнозинство и нема доверба ниту од оние кои што ја крепат овдека во собранието. Сметам дека 2 министерски места се премалку да си ги дадете идеалите и борбата. Ако сакате да победите ДУИ, вие може да побарате сега и премиер, бидејќи и премиер ќе ви дадат. Затоа што знаат дека владата е на стаклени нозе и затоа што знаат дека утре нема да имаат влада. Па ќе кажат, добро де, наместо 100 дена ќе имаат 300 дена премиер. На се спремни. Само прашањето е дали вреди, почитувани колеги од Алијанса за албанците, дали вреди оваа политичка екзибиција и дали вреди да бидете заедно со најкриминалната влада во историјата на независна Македонија. Сега ви е шансата, сега ви е можноста и да покажете и големината и да покажете дека не бадијала толку години сте поминале во една честна и отворена борба кон политичките ривали. Благодарам.